Теотревел ви представува. Годинава во богатото историско минато на нашиот народ се совпаѓаат две интересни дати: 140 години од раѓањето на Даме Груев и 105 години од неговото загинување кај Русиново Беровско. По повод 105 годишнината од загинувањето на Даме Груев, Сдруженијето на граѓани кое го носи неговото име од Битола одржа неколку манифестации со комеморативен карактер. На дел од нив присуствувавме ние и подготвивме една посебна емисија. Гледајте не.
Даме Груев е роден во Смилево на 19 јануари 1871 година. Од семејството Лавдовци. Дедо му се викал Грујо и по него тој е Даме Груев. Имаше двајца браќа и сестра и мајка. Татко му е градежен работник, ѕидар познат. Даме се школуваше во Смилево, потоа во Битола, во Солун и во Белград и Софија. Заврши како наставник по историја, значи историјата му беше негова љубов. Се вклучи во револуционерното движење, мощно рано, и во него беше мислата се што е можно, како македонец, да допринесе за ослободувањето на македонскиот народ од османлиското робство. Со таа цел, тој и една група македонски интелектуалци, меѓу кои и Христо Татарчев, доктор Христо Татарчев, Петар Попарсов, се разбира Даме и други, во октомври 1893 година во Солун ја формира Македонската револуционерна организација. На вториот состанок, што се одржа во јануари 1994 година, е конституирано раководството, Централен комитет. Председател е доктор Христо Татарчев, Даме Груев е секретар и благајник. Е мощно ангажиран и многу допринесе за ширењето на мрежата на организацијата. 1994 година тој посебна обврска си зеде и направи една турнеја низ Македонија, при што се формира комитети на организацијата во Кавадарци, во Прилеп, во Битола, во Охрид, во Ресен, во Струга. И на враќање, кога стана учител во Штип, и во Штип е организиран исто така комитет на организацијата. Комитетот во Битола доби ранг на окружен комитет. Како учител во Штип, таму е дојден и Гоце Делчев. Се ангажира тој. Многу брзо се здружија и идејно се поврза. Дури поотворено. Така се ангажирале и заедно со Гоце представуваат две значајни раководни личности, кое што во историјата добиваат се позначајно место. Целта на Македонската револуционерна организација беше да извојува политичка автономија како прва фаза кон борбата за ослободување од османлиското робство, а после таа политичка автономија да се создадат и своја држава. Во тој дух се разбира, се организираше македонскиот народ, мрежата беше мощна и широка, така што организацијата прерасна како еден вид држава од држава. Се сметаше дека со вооружена борба ќе успеат да остварат таа задача, но тоа некако многу го забрза врховистите. Донесоа одлука во Солун и после таа солунска одлука за востание беше обврзано во окружните комитети да се договорат за реализацијата на востанието. Во тој смисол во Смилево беше одржан и Смилевскиот конгрес, на кој што беше формиран штаб за Илинденското востание. Од тројца луѓе, Даме Груев, се разбира, Аданас Лозанчев и Борис Сарафов. Востанието започна на 2 август 1903 година. Распати голема површина, постигна многу успеси,
најголем успех се смета Крушевската република. Фактички низ тоа се гледа и целта на македонскиот народ. Тие цели се остварија во нови историски услови во времето на Втората светска војна, кога традициите линденски продолжија и на Азном 1944 година формирана е Република Македонија. Загинувањето. Загина на 23 декември 1906 година во Русиново. Има дискусија околу тоа кој е виновен за таква работа. Веројатно имало грешки направени во организацијата во Русиново, недоволно обезбедено и таму беше откриен престојот негов, а Даме Груев одеше тогаш на пат од Солун за Софија, каде што требаше да се одржи состанок за одржување на наредниот конгрес на организацијата. Оти пред тоа беше одржан конгресот во Рилскиот манастир 1905-1906 година се планираше нов конгрес. На пат за остварување на подготовките за тој конгрес, помина и во Русиново, и таму стана жртва. Загина, по моје мислење, херојски, бидејќи тој заедно со 23 другари се бореше до крај, се обиде што е можно да постигне борба. Куршумите до крај ги искористи, меѓутоа бројни се непријателите и на Петлес, врвот Петлес 1906 година, Даме Груев, заедно со Карчов, загина. Дојдоа војниците, ги најдоа мртви. Има претпоставки дека тие се и самоубија, а може и од непријателскиот Куршум. Главно, така завршија трагично. Името на Даме Груев останува традиција, централно место, заслугите негови се големи. Како што кажав, тоа што тие не успеа во Илинден остварат, го остварија новите илинденци во времето на НОП, Втората светска војна, кога меѓу другите се формира и одред партизански Даме Груев, битовско-партизански одред, од кој порасна и војската Македонска народно ослободителна. На 2 август 1944 година е создадена Асномска Македонија. Остварени се целите за кои што тој се бореше, се разбира во нови историски услови. Тоа е денесна Република Македонија. Низ историјата македонскиот народ имал датуми што оставиле длабока тага во сеќавањата. Еден таков датум и овој денешен ден кога е погибен Дамјан Груев. Меѓутоа, еве на ова место свето каде што се наоѓаме пред христијанскиот храм,
Од тука ја црпиме вербата во христијанските вредности, вербата во собствените вредности, силата на македонскиот народ, духот, и во овие години кога уживаме благодетите на самостојна и независна Република Македонија, добиваме сила да продолжиме и да ни биде вечна и Република Македонија и славата да му биде вечна на илинденците и Дамјан Груев со нив. Јас сум Татјана Апостоловска-Ѓоргиевска, директор на Основното училиште Даме Груев од село Смилево. Училиштето се наоѓа во подножјето на селото, сместено во убави планински пейзажи. Денес прославуваме 105 години од смртта на Даме Груев, нашиот патрон. Исто така ова е неговото родно село. Училиштето постои од многу одамна, од 20-тите години, кога наставата се изведувала во селската црква. Со текот на годините, училиштето останува четвртолетка, па потоа осмолетка. Сега имаме 9 годишно основно образование со 37 ученици од населените места Смилево и Обедник. Наставата се изведува на македонски јазик во Централното училиште и во Подрачното училиште во село Обедник на македонски и на албански наставен јазик. Наставници имаме 17 вкупно, од кои 4 се на неопределено работно време само во ова училиште, останатите дополнуваат часови од други училишта. Јас сум Јован Даскаловски од село Смилево. Село Смилево се наоѓа далечено од општина Демирхисар, негде 15 км. Иначе, тука се доселени од Дебарско-Галичкиот крај, одамна, се зборува негде во 1650 година, значи. Тоа е одамна. Према тоа, кога се доселиле тука, претежно биле мијаци, и веднаш неопходните објекти што биле се изградени, црквата и така натаму, и тоа село било големо во времето, негде 900 куќи и така натаму. Но со текот на самото време, селото посебно, како што иде времењата, дојде до емиграција, имаме доста во Австралија, во Америка, во европските земји и така натаму, печалбарски крај бидејќи се. Сите во времето беа занечи, ѕидари, има и дел што се занимаваат со шумата, ќомуржи, носеа ќомури и така натаму, преработка на дрвото. И така се живееше. Селото беше огромно, имавме продавници, бифиња и сите потребни работи, училиште од секогаш и училиште се уште постои. Сепак некако што беше некој пат, овемо на дечиња е понамален, али сепак може да функционира како такво. Но сепак се гордееме што во ова село има уште луѓе со еден патриотизам, што со своите куќи ги имат обновено и живеат, се снајдуваат како знаат и умеат. Но овие годишни претежно се сосетуваат малце и криза и во овие што останаат тука како занечи со помал обем на работа и така натаму, али сепак се снајдуваат да опстанат да живеат. Ние сме горди како селани од Смилево со големиот великан што е роден тука Даме Груев, и неговата заслуга е неопишлива, бидејќи тој беше еден, значи, најголем револуционер, патриот во Илинденската револуција. Фактички тој беше основач на ТМРО, на ВМРО, беше преседник на Смилевскиот комрек и врховен командант на Илинденското остание. Денес жители во селото? Денес жители во селово можем да речам вака. 78 куќи имаме што живеат, негде 80 што не живеат, а постојат, а другите се веќе распаднати и паднати. Сметајте, значи, од колкав голем број дојдовме на колку мал број на куќи.
Јас сум Благој Димовски, од фамилијата Башлакови. Татко ми беше штерио, еден од најнавивачите на бившиот работник. Иначе, мајка ми потекнува од фамилијата на Даме Груев, на баба ми, на прабаба ми практички му беше брат, на баба ми Вујко. Малце останавме од фамилиите, јас сум веќе 72 години, ве прам. Кај нас од секој пат се почитува, вече да се почитува, татко ми школото го правеше, Даме Груев, како палир. Јас таму и завршив и 8 оделение. Ево, и баш и се таму седам во дворот на сколијата на Даме Груев. И така сум поврзан целосно и така и ќе си завршам. Иначе, вечето се слави, од кога памтам јас, вечето се слават кај нас. Пак и пак во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј и зачувај не Боже со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятаја Богородице, спаси нас. Со сите свети и самите себе еден со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Твоја моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
со посебно задоволство и голема чест, во името на Сдруженијето на граѓани Дамјан Груев од Битола, Македонското научно друштво од Битола и општината Битола, ви се заблагодарувам за присуството и за придонесот во одбележувањето на 105 години од загинувањето на Даме Груев. На денешен ден, пред 105 години, во Беровското село Русиново, одекна злокобната вест за убиството на водачот на Илиденското востание, големиот македонски син, основачот на ВМРО и апостолот на македонското револуционерно дело Даме Груев. Македонија остана без човекот кој направи надчовечки напори за слободата на својата земја. Загина апостолот што го храбреше измачениот поробен народ и ги сплотуваше револуционерните кадри по заедничка мисија за слободна и автономна Македонија. Затоа, неслучајно, најдобриот хроничар на Илиденската епопеја, Христо Силјанов, ќе рече: Груев беше најпопуларниот и највлијателниот човек во револуционерното движење. Почитувани, Сдруженијето на граѓани Дамјан Груев од Битола, преку својата програма за работа ги негува илиденските традиции и ги одбележува значајните датуми од нашето минато. На таков начин, ние го презентираме историското наследство, ја развиваме и негуваме вербата, љубовта и патриотизмот кај младите генерации за својот народ и својата држава. Големината на еден народ и една држава се мерат и по тоа колку таа го почитува сопственото минато и своите херои. Колку повеќе го почитуваме минатото, толку повеќе се потврдуваме самите себе си. Сите ние треба да знаеме кои сме, кои биле нашите херои и колку придонесле за нашата Македонија. Тој што има заслуги за денешна, самостојна и независна Македонија треба да се почитува.
ми причинува особена чест што вечерва со меѓу вас за заеднички да чествуваме и да го одбележиме она што Даме го направил за Македонија. Особено се чувствувам горд за тоа што се наоѓам токму овде, во Битола, во срцето на некогашниот битолски вилает, во срцето на некогашниот битолски револуционерен округ и затоа сметам дека тоа е најдостојното место каде што треба да се чествува и да продолжи да се чествува за името, ликот и делото на Даме. Тоа го велам од едноставна причина затоа што каменот најмногу тежи додека е на своето место. Штом тој ќе почне да се тркала, да се преместува и изместува, ќе изгуби својата специфична тежина, но со тоа ќе почне да го губи и својот формат, својот облик, генерално ќе биде разобличен, обезличен на било кој начин. Почитувани, пред точно 105 години на Петлец во крај Малешевско село Русиново во борба со османските војски загина Дамјан Груев. Даме загина, меѓутоа остана идејата по него, остана плејада носители, борци на слободарските идеи, носители на името на Македонија и на македонските идеали. Неговото загинување всушност е логичен крај на една нелогична македонска историја, логичен крај затоа што секој што целосно ќе се оддаде на револуционерната идеја, со својот дух, со својот тело, со сиот свој интелектуален и морален потенцијал, нормално е дека еден ден ќе заврши така. Се разбира, Даме го знаеше тоа, а еве зошто. Уште во моментот кога ја создаде Македонската револуционерна организација, уште во 1893 година, во едно од писмата до својот школски другар Никола Дејков запишал: свесен сум дека подосна или порано со јажето или со куршумот ќе треба да се бакнува. Но нека направиме, нека дозволиме тоа да биде од некаква корис за оние што ќе дојдат потоа. И навистина тоа се исполни, неговото заминување, неговото бакнување со куршумот се случи во 1906 година. Кај некои негови соборци тоа дојде порано, кај други подосна. Едни од овој свет беа отстранети на физички начин, други останаа и по него. Даме беше погребан, но не беше погребана идејата. Ми се чини дека повеќе претрпеа оние негови соборци што останаа по него и кои што во наредните години неколку пати беа погребувани додека Македонија беше распокинувана, додека беше делена. Тие беа погребувани духовно за време на Балканските војни, за време на Првата светска војна, за време на Втората светска војна, бидејќи дел од овие луѓе всушност ја преживеа и Втората светска војна.
рамките на емисијата Патуваме, откриваме, ја гледавте епизодата по повод 105 години од загинувањето на Даме Груев. Ние и натаму патуваме, гледајте не. Спонзорирано од Тео Травел.